треба да знае што потпишува. Како може да потпише, некој дал нешто, само и она да потпише. Тоа ли председател да потпише? Доволно е тоа. Фала ви. Господ нека не помилува сите нас одека. Толку дете, толку. Добро, фала ви. Моје мислење е дека секој председател се базира на одлуките на комисијата и на министрот за правда. Така да, не знам што да кажам. Ако нешто треба некој да направи, треба да го направат тие кога избираат за какви кривични дела помилува. Со оглед на она што го слушнав, изгледа дека се затворени за кривични дела кои не се од таков домен, а се сторители на многу потешки кривични дела, меѓутоа правдата ги затворила за некои помали кривични дела, што не може да не ги помилува. Но би требало да се трудиме да ги затвориме за потешките кривични дела, за да не може да бидат помилувани. Ја мислам дека е тоа во случајот. Секој човек жив му се следува. Значи, мислите дека е во ред што ги помилува сите 10 души? Во ред. И наркопосовите? Па и нив ке се опаметат, валјда. Добро. Фала ви многу. Што не можам ништо да ви кажам зашто не сум информирана. Слушнав дека имало некакви помилувања, ама ништо не можам да кажам. Зашто не разбрав како е што. Помилувани се 10 лица, помеѓу кои и двајца наркопосови. Па сега јас не знам како е по закон. Дали треба да се помилуваат тие кои се наркобосови? Не знам. Не верувам дека председателката направила таква грешка. Поготово она пошто е по правото. Не можам точно, мислам, не доволно имам информации. Не можам да кажам дали е исправно или не е исправно. Ја оправдувате Се во сите потези. и сега што ги ослободи наркопосовите? Па, зашто мислите дека се тие наркобосови? Не знам зашто такво мислење имате. Од кој го наметнал тоа? Па за тоа се ставени во затвор. Затоа што продавале дрога, оружје и така натаму. Види, тие, ако има пресуди, ако нема пресуди, Па оние кои што се ослободуваат, претходно мора да се осудени. што се носат во затвор, да. Мислам дека тука нешто не е јасно, ќе се разјасни ситуацијата зашто е тоа така баш и зашто е направено. Инаку не, јас сум против секој да се ослободи што направил и да си одлежи тоа што му заслужува.